Некои од најзначајните луѓе кои ја обликуваа иднината на САД се нивните федерални судии. Повеќе од 1700 работат во американските окружни судови, апелационите судови и Врховниот суд, работејќи на случаи поврзани со уставот и федералните закони. Но не станува збор само за случаи, тие ги дефинираат правата, политиките и слободите кои влијаат на милиони американци. Например, 5 судии од Врховниот суд го отфрлија законот Роу против Вејд во 2022 година, поништувајќи ја децениската пресуда за пристап до абортус. Или американскиот окружен судија Роџер Бенитес, кој во 2023 година повторно ги поттикна дебатите за контрола на оружјето, со што се пресуди дека забраната во Калифорнија е неуставна. Федералните судии се назначуваат од председателот, давајќи му можност да го дефинира правниот пейзаж на Америка, оставајќи трајно наследство. Тие назначувања мора да бидат одобрени од Сенатот, нешто што е многу полесно кога тој е контролиран од самата партија на председателот, како што е сега. Бајден сега е во последните месеци од неговото работење, познат како период на куца патка, што започнува од кога ќе се избере наследникот. Честопати е тешко да се завршат работите во ова време, но председателот во заминување врши притисок да назначи што е можно повеќе судии пред Сенатот да биде отповикан. Како се обликуваа назначувањата на Бајден во споредба со оние на Трамп? Кога Трамп првпат беше на функција, тој го надгледуваше назначувањето на 234 судии, кои подоцна беа потврдени од Сенатот. Тие вклучуваа тројца судии од Врховниот суд: Нил Горсуч, Брет Кавано и Ејми Кони Барет. Под Бајден досега се потврдени 221 федерален судија, вклучувајќи ја и првата афроамериканка на Врховниот суд, Кетанџи Браун Џексон. Речиси 2/3 од назначувањата на Бајден се жени, а тој направи значителни напори да назначи судии од расните и етничките малцинства. Во моментов има 40 отворени работни места во федералното судство и 12 номинации кои чекаат на потврда во Сенатот. Демократите неодамна постигнаат договор со републиканците за да се обидат да го забрзаат прегледот на Сенатот за неколку назначувања на федерални судии, но можеби нема да има време да се надминат 14 назначувања кои беа одобрени од Трамп пред неговото заминување во 2020 година. На многу начини, американските судови се последното бојно поле меѓу спротивставените идеологии на Трамп и Бајден. Последниот збор за се, од правата за абортус и реформите за оружјето до смртната казна и животната средина, може да бидат во нивни раце.